Да се враќаме повторно во студиото, една интересна тема што верувам дека секој од нас се прашува како да се храниме во лето здраво и лесно. Високите температури секако налагаат можеби посебен некој режим на исхрана и се прашуваме што е најдобро да се јаде за да се чувствуваме лесно, енергично и здраво. Корисни совети верувам дека ќе ни даде мојата следна гостинка, со нас е нутриционистката Бојка Динева Јовановска. Добар ден и добри дојде. Добар ден, благодарам пред се на поканата. За прв пат сум во вашата телевизија и сум возбудена и нормално малце трема, како за нешто ново. И се радувам што сум нема тука. да имаме трема, ќе зборуваме на многу интересни интересна тема која што верувам дека сите гледачи ги интересира, како што спомена во самата најава, летото, горештините налагаат можеби друг начин на исхрана. Што е она на што треба конкретно во овој период од годината да внимаваме за да се чувствуваме нели и енергично и здраво и можеби полетни, да можеме да си ги завршиме сите обврски. Точно. Ќе се надоврзам на претходната ваша гостинка, докторката, но не знам која докторка е. Едноставно кажа, прво нешто што кажа, многу ми се допадна, тоа е телото да не дозволиме да дехидрира. Хидратацијата. Да. Телото за детето, без разлика дали е за дете, дали е за возрастен, да не дозволиме да дехидрираме. Тоа е многу опасна работа, преку целата година, сите годишни времиња, не само и лето, но меѓутоа во денешно време, поготово овие горештини, треба да се внимава редовно да се пие вода, редовно да се пие течности, каде што е цедени сокови, смути, убаво какао сварено, разни лимунади, се тоа што е домашно приготвено од свежо овошје. Се тоа што е конзервирано, што е преработено, нема никакви ензими, нема никаква енергија во него, едноставно како што ќе го скинеме плодот од дрво, така да го конзумираме, дали е цедено, дали да џвакаме, што е многу подобро, меѓутоа и во двете варијанти е добро. Значи телото да се хидрира и за дете и за возрасно, поготово за повозрастните луѓе, пензионерите кои што се почесто нормално сакаат да шетаат. Кога гледам низ град шетаат, а не носат вода или носат капче, и мене ми иде да се силна да им дам и капче и вода да им кажам, внимавајте, покрај капче, покрај наочари да се носат. Полесна облека, секако. Полесна облека, вода, шиша вода, обавезно. Водата е единствено нешто најмногу што ќе го хидрира нашето тело. Се друго што пиеме ќе ни бара и уште, а нема да не задоволи како водата. Зошто? Затоа што нашето тело е 70-80% вода, ние ја губиме преку дишење, преку потење, преку мокрење, жените преку циклус. Значи мора редовно да се пие вода за да се ја надокнадуваме и да имаме енергија во текот на целиот ден. Како е жешкото време, бидејќи тука практично летото го зема својот замав? Како жешкото време, топлината директно влијае на организмот? Значи многу сега кога сме на одмори, покрај езеро, покрај море или покрај река, како и да е, тогаш највеќе сонцето ни влијае. Ние добиваме D3 преку сонцето, тоа е одлично. Зимно време го бараме D3, пиеме рибино масло, ленено масло, семки, се тоа. А не го немаме директно. Сега, одлично дека директно го внесуваме D3-то и тоа убаво влијае на нас, но меѓутоа во периодот од 10 до 17-18 часот да се внимава на сонце, зашто зрачењето е многу опасно. Без разлика ние да пиеме многу вода, пиеме многу течности, да, нас ќе не заштити, меѓутоа е многу опасно за кожата, многу опасно и за мозокот, тоа директно изложување на сонце. Убаво е да се сончаме, убаво е се тоа, но меѓутоа во одредени дози, во мали интервали во текот на денот, затоа што колку што може да биде добро сонцето ради D3 витаминот, толку може да биде и лошо, а секако сакаме боја да фатиме. Но треба да се внимава кога и како, на кој начин, да не сме директно под светлина или во вода во големите температури кога се во тој период попладневен, тогаш да бидеме вода, тогаш највеќе не фаќа сонцето и тогаш е многу лошо. Затоа што и косата ни се суши побрзо, треба редовно косата да ја мокриме, сепак значи се вртиме околу водата. Хидратацијата сепак е клучна, така ќе заклучиме. Кои намирници се најпогодни за лето? Може ли така да кажеме како основа на летна исхрана? Да, најдобро е сега се што е сезонско. Ние луѓето забораваат дека сезонското што е во овој период на годината е најбитно и најдобро за нашето тело. Најдобро ги примаме сите витамини, сите минерали, сите ензими преку сезонското и најдобро и најбрзо влијаат на нашиот организам за подобрување на нашата енергија, имунитетот, за редовна столица, за добар сон, за голема енергија. Значи сезонското овошје на прво место би ја ставила мојата омилена лубеница,
праските, сливите, кајсиите, од зеленчукот, зелката, која што за жал е многу заборавена и многу потценета, зелката, дали како сок од зелка, дали свежа како салата, во комбинација со морковче, со цвекло, да си ја направиме, тиквичките, краставиците, кои што се полни со вода. Значи, секој овошен пример има се уште јаболки. Меѓутоа нема да влијае болкото на нас како што ќе влијае сезонското, праската, лубеницата, дињата. Значи, дефинитивно да задржиме на сезонската храна, како и другите годишни времења. Тоа што е сезонско е најдобро. Сега тука ни се бананите секоја година, но меѓутоа може секој период од годината, може и тие да се конзумираат слободно, но да се задржиме на тоа што најдобро ќе влијае нашиот организам, а за жал се повеќе млади и возрастни не јадат овошје. И сега јавно ќе ги искарам дека треба овошје да се јаде, треба зеленчук да се јаде секој ден, 70% да биде свежа храна, 30% термички обработена. Значи убаво е да имаме и месо, да имаме и риба, да имаме некој млечен производ, понекогаш сите сакаме шопска, сите сакаме мезе со ракија, да имаме се тоа во ред, но утринскиот дел, поготово на овие високи температури, мора да биде свежо, сезонско овошје и да се пие многу вода. Кога кажувам многу вода, значи 2 до 3 литри како ништо во денот и барем кило до кило и пол овошје. Дори вечерта, кога ние нели најсвежичко ќе ни дојде, имаме потреба за нешто, може слободно да се јаде сезонското овошје. Давам акцент на сезонското овошје. Што во овој период од годината за среќа го имаме во изобилие. Точно. Може многу полесно да се најде, да не биде оправдание, не може да го најдеме или превисоки цени, сега нели. Точно. Затоа и не ги кажав црешите за да не ме караат, нели гледачите. Меѓутоа ете некогаш да си земеш неколку 4-5 црешки поубаво него да земеш, наречам некоја грицка термички обработена и кој ќе споредиме. Ама ете намерно не ги кажав црешите, кажав овошјето кој што е поевтино и да напоменам за сладоледите, кои што се многу опасни овој период, затоа што не се знаат. Тоа ми беше едно од прашањата, еве сладоледи. Како знам? Заладување така од горештини сите знаеме, нели, така да малце као да се освежиме, меѓутоа колку како смее да се конзумира сладолед. Да, не сум јас искрено љубител ни на благо ни на сладолед, но да не бидам толку строг нутриционист, дозволувам сладолед кога одат луѓето на одмор. Во 10-15 дена 2 сладоледи до 3 доволни се, но да се внимава од каде се зима, да се проверува рокот на траење, да се внимава, а и самите може ние да си направиме сладолед многу просто и едноставно, затоа што тоа е многу опасна работа и салмонелата и другите бактерии кои што се случуваат и не само поради сладоледот, и поради не добро обработена храна. Значи да се внимава со сладоледите, да се гледа што почесто дома да се прават, затоа што има варијанти кога може дома да се освежиш. Јас вчера на моите 2 деца направив сладолед од лубеница и од диња. Додадов сируп од урми, лубеницата изблендирав и во такви калапчиња сладат и они ужива. Значи просто едноставно може да се направи затоа што искрено ми е страв да ризикувам, но меѓутоа не е страшно. Зашто да не? Но акцент да се даде на овошето и на водата. Тоа нека биде не околу 13-14 часот како некој десерт, како некоја мини ужинка за кејф да си направам на душата, но да не биде често и да не биде секој ден и да не се претерува, зашто и само тоа овошје нас не освежува. Ладно во фрижидер мене ќе ме освежи. Значи немам потреба јас од редовно конзумирање на сладолед, меѓутоа сите го сакаат слободно. Ете јас го дозволувам, но сепак да се внимава од каде се зима и да се внимава на рокот, затоа што после штетата е за жал. Така, да. Декларациите исто да се проверат, се тоа барем сега може лесно нели да се провери, да се биде повнимателен, особено поради високите температури си носат своја опасност, како што рековме, кои намирници се погодни, има ли намирници кои што треба да се избегнуваат во овој период од годината? Да, на прво место јас би кажала исхрано месото, препрженото месо. Значи дозволувам месо на скара, печено, варено, динстано, во комбинација, например, како ете еден ручек би дала пример, полнети пиперки со мелено месо, домашно приготвено. Мусака со тиквички со мелено месо, значи тој тип на месо, слободно на манџичка со месо, може да се конзумира. Но да се внимава секаде по сите објекти каде што се продаваат. Нели, сендвичи, вакви, такви, брзи храни, стоено зејтин, секакви сосови ставено, кои што не се знае како се чувани, на таа пржена термички обработена храна, поготово летно време треба да се внимава. Заради високите температури, заради можност од сите бактерии кои што се добиваат. Но може да се јаде месо спремно, убаво приготвено во домашна атмосфера или проверено место, објект каде што се знае дека нема да биде нели
нешто што може да ти наштеди на тебе. Во глобала најдобро да се држиме на свежата храна, супата да ја користиме, редовно супа да си правиме од зеленчуци, може би е топло, но многу убаво ќе дојде благодетно на нашиот организам и заради подобар детокс и внесување на течност, ензимите да си ги внесеме, свежина ќе внесеме, значи мора и течност да имаме. Сите летно време сме се на посува храна, на брзање, на одмор сум, и ти кога одиме на одмор све е на сува храна. Не треба така. Треба баш напротив да се пие, како што кажав, и вода, и смути, цедени сокови, супа, убав таратор да се направи освежителен, па нека има малце лукче, зашто да не, тоа е многу здраво, тоа е најдобар антибиотик, лукчето. И антиоксиданс. Да, и антиоксидант дефинитивно да се внимава на препржената храна. Храната кај децата еве во овој период од годината споменавме успетно, меѓутоа генерално еве како фокус да ги ставиме. За дечињата, еве јас ќе тргнам од моите дечиња како ги хранам од кога беа бебиња. Прво нешто ми е кашички со овошје, значи да напоменете и за бебињата што се над 6-7 месеци што веќе почнуваат со исхрана, дури некои после 4-тиот месец почнуваат. Овошјето, зеленчукот, брокулите најмногу би ги спомнала, сварени така, значи може све што јадеме ние, све што ние јадеме може да јадат и нашите дечиња, нашите бебиња. Значи како е за мене добра како мајка, така исто добро ќе биде бебето. Значи што повеќе овошје, што повеќе водичка, малце по малце додека бебето не се навикне, потоа веќе кога е на 2-3 години слободно може да пие и по 3-4 чаши на ден вода, добра вода, алкална, прочистена преку филтер, за да нели сепак е детенце, ако ќе порасне веќе се знаеме сите пиеме од чешма, ние имаме убава скопска вода, зашто да не си ја пиеме. Со секој оброк, ручек, вечера за децата обавезно да има и за возрастните свежа салата. Свежа салата мора да биде главна на софрата, а после да биде до неизе термички обработената храна, затоа што преку свежата салата, свежиот зеленчук ние внесуваме ензими кои што со тек на години ги губиме. Кога јадеме нешто обработено, ако немаме салата, после тоа ни се спие, ни паѓа притисок, кој ќе рече, леле, после ручек гледнувам да спијам. Тоа е тоа затоа што не се јаде свежа салата. И се повеќе си гладен ако немаш ти свеж зеленчук. Јас се смеам интересно кога одиш во ресторан. Си мислиш раќе и салата, ти веќе си најден со салатата. Тебе веќе не ти се јаде, ама јас тек на години тоа го сватив кога почнав да го работам пред 15 години, дека всушност салатата мене ме најадо и затоа мене месото не ми се јаде. Значи многу е битно и за децата и за возрастните салата со термички обработена храна обавезно. Дали е свеж зеленчук, немам време. Пиперка ќе изедам, краставица ќе изедам, домат ќе го изедам како јаболче. Значи имаме опции, секако и морков ќе израндам, ќе го изедам. Значи има опции за да нема изговор, јас не можам да јадам салата. Ти мораш да јадеш, ако сакаш да бидеш здрав и да не ти паѓа притисок и да имаш енергија. Истото и за децата, истото и за возрастните. Само желба, значи да, треба точно, да постои и малце повеќе внимание и ред да си поставиме. Што е со благото? Благото. Јас не го сакам, не сум репер да кажувам. Меѓутоа има здрави благи кои што може да се направат, кои што може од дома да си ги спремиш, или едноставно имаме урми, суви сливи, целото суво овошје може да го конзумираме, од целото суво овошје може да направиме здрави бомбици, може да направиме здрава торта, има премногу рецепти на интернет за здрави благи, но јас еве лично како нутриционист си дозволувам по некое така сега нема да го кажам да го рекламирам, мало тенко чоколадце, убаво знаат кој е тоа, може да се конзумира, чоколадите со какао 85% може, видете, не е страшно некој чоколадце да каснам, нека 1-2 коцки во денот. Да не изедам се јас 200 грамско чоколадо наеднаш. Меѓутоа тој или секојдневно така да се конзумира така. Точно. Меѓутоа тој што јаде доволно овошје наутро, попладне нема потреба за благо. Тој и на моите членови сум го докажала затоа што не верувале дека они кои што јадат благо многу, сега ја немам потреба за благо. Што се случува да не сум болна? Не. Ти јадеш многу овошје, си задоволуваш шеќери, фруктозен шеќер од наутро на сабајле, си доволни количини да може да се обработи нели во текот на денот. Точно. И брзо си се сварува, немаш тешкотија и навечер тебе ти е полесно и ти немаш потреба за благо и тоа дури што јаделе благо, психата ме тера и морам, а не ми се јаде. Тоа треба да го искорениме за да не треба тоа морам, едноставно немаш потреба. Ама ако се јаде многу овошје, немаш потреба од благо. Тоа е тоа основното правило. Кој не јаде овошје, ќе сака да јаде благо. Ќе му се тресат раце, ќе му паѓа шеќер, поготово на овие температури. Значи може да бидеш и цел ден и на вода и на овошје ти да покаш од енергија. Не ти треба благо. Ама се е до размислување, до начинот на размислување.
Првиот чекор е така. Она што треба да почнеме да го менуваме навиките и нека ништо не е невозможно, само треба да се има желба. Ми донесе интересно, вели четиво за подобар, успешен, исполнет животен век. Меѓу другото и од ова што го говоривме, дека здравата исхрана придонесува за поголемо здравје и поголема самодоверба, бидејќи само ако го чуваме нели нашето тело, ќе не чува и тоа нас. Многу убави, јас малку од она што успеав да видам, интересни рецепти, практично благи, солени, овошни, нема нешто што нема, само треба да се има желба. Точно. И сега може ли да препорачаме како типично здраво мени, што би било старт за почетници. Ајде така да го кажем. Да. За оние што се предомислуваат од овој понеделник, или јас многу пати кажам, од другиот понеделник почнувам. Ама никако да почнеме. Така имам јас на моменти од утре, вчера викав на сопругот, од утре, значи од денеска ќе бидам на 2 дена на овоше и на салати, вика кога од утре или од другиот понеделник ќе ме зафркава, така, не можам. Да. Сега, секој си има период кога може да го издржи тоа, не да го издржи лош збор, значи едноставно да си ставам во главата и дека јас морам и сакам и треба еден ден во неделата да си ставам на свежа храна, овошје, вода, цедени сокови, попладнато краставици, зелка салата, морков, значи имаме во изобилие све што има е полно со ензими, се што може нас енергетски да не подкрепи. Но додека мозокот ние не си го програмираме дека тоа мене, таа праска или таа лобеница ќе ми даде сила, јас нема да можам. Се е до размислување тоа. Еден предлог еден ден како треба да изгледа, наутро да се направи смути, од барем 2 овошки, да ставиме внатре линено семе, кое што е полно со омега-3, кое што е потребно на нашето тело. Да ги напоменам како главно нешто, меѓутоа можеби сите нема да сакаат ова лето, од страв 5 живи јајца од препелица, малите шаренките. Тие се полни со многу витамини, многу минерали и даваат голема биоенергија покрај алгите, покрај зелената пченица. Мора да бидат живи, не може сварени. Ако ги свариш, фрли ги во ѓубре. Едноставно нема ензим, нема живот. Живо јајце дава живот. Така. Како излегува пиленцето. Така е. Значи ние ќе си ја направиме во смутито, кога ќе ги измешаш тие мали јајценца не се чувствуваат. И ти имаш покрај овошето јајце ти имаш енергетска бомба која што 2-3 сати во денот ќе те држи. Кажуваме од наутро 6-7, сите рано стануваме, пред работа цело смути, сето тоа со 200 мл вода помешано, си го пиеме, напоредно можеме кафенце, чаша вода, имаме убав утрински ритуал. Да речем до 10-10 ќе не држи. Потоа на кај 12 до 12-1, па ќе каснам праска, слива, кај па уште 1-2 чаши вода и веќе 1 сат сум фул. Може да додадеме една ужинка околу 13-14 часот, дали е некој здраво лепче со здрав намаз, дополнително со свеж зеленчук. Значи и кај ужинката обавезно мора да ставиме свеж зеленчук. За да тој свеж зеленчук ја обработи ова термички обработена храна. Може да е с некој сендвиче, може да е палента, може да е булгур, кускус, поготово и период така полесни храни, може да е некоја свежа салата со просо, хеда, безглутенски дежитарки кои што се забораваат и се подценуваат. Тука би ги додал и киноата и емарантот, затоа што тие во комбинација со мешунки кога ги направиме добиваме голем број на протеини. Значи може и како ужинка со салата и во сите видови на манџички, просото и хедата ги додаваме заедно во манџата и згусни во манџата и добиваме и протеини, витамини, све што потребно. Потоа си јадеме после ужинката, поминуваат 2-3 сати, пак измеѓу можам овошје, вода, потоа седам да ручам и јас сум фул, дури не ми се ни руча. Јадам ручек со салата и што е најбитното, после 19 часот да си тераме процес на аутофагија, сигурно ти е познато. Прочистување малце до следниот ден, одреден така, да. Може да биде и ден-два некој на аутофагија, може да биде 12, 15, 17 сати, кој колку сака. Но меѓутоа кога ја телото... Во тој временски интервал што е дозволено? Па, најправилна аутофагија да биде само на вода. Најправилно, но меѓутоа може какао, може некоја лимунада, цедените протоколи не ги давам за навечер затоа што качуваат многу шекер. На вода. Ние доволно се што ви кажав сега, сме фул со јадење и веќе после 7 можам некоја морковче, да некоја краставичка, така, да, чаша вода, какао убаво сварено, ете може со некоја урма, нормално за почетниците. Но сепак, освен кај оние кои што имаат тешки здравствени заболувања, треба да се консултираат со нутриционист. Не е страшно ни за нив, но за нив е потребна консултација со стручно лице, а сите останати може слободно
да си почнат после 19 часот да одмараат. Баш кога спиеме, тогаш треба да си го одмориме желудникот, му треба малце одмор. А најлошо што сите навечер јадат. И тоа потешка храна и тоа после цел процес. Поготово на одмори, кога се тоа е јадење, јас тоа не можам да го сватам затоа што добро се, тоа сум јас, нели не може секој исто, но ако сака може. За да имаш енергија, за да изгледаш да не се фалам сега за годините многу помладо. Јас ќе полнам сега 39 години, искрено од сама себе сум задоволна, затоа што кога не пијам вода, одма чувствувам нешто како постара. Кога пијам вода се чувствувам како помлада, она освежена, полна со енергија. Да, водата дефинитивно е number one напиток, ма не толку ладна како ова ми е многу ладна, потопла. Да, и јас ја миксам така. Еден интересен феномен што особено кај помладава генерација се јавува е нели мускулна маса да добијат, па така нели помладите сакаат ете во ред и да убаво и физичка активност да има, мислам тоа не го оспоруваме, меѓутоа генерално да користат и некои дополнителни, не можам да ги наречам, не се суплементи, меѓутоа еве во прашок што се така додатоци за ете и да добијат поголема енергија, мускулна маса да добијат. Колку и практично во кој период од својот живот, особено апострофирам кај помладата популација, треба да почнат да применуваат. Споменавме, ние имаме навистина избор, голем избор на богата храна, на овошје, на зеленчук. Значи Македонија изобилува со овошје и со зеленчук и може да се направи избор. Меѓутоа особено еве кај помладата популација за овој феномен или ајде да не го наречам проблем, но мора да како да размислуваат, кога да почнат. Нели, важно е здраво да се хранат, но кога е со овие еве додатоци да почнат да размислуваат или да ги внесуваат во своето секојдневно мени. Значи најбитно се младите да сватат дека не може да се направи се преку ноќ. Нема волшебно стапче кое што јас сум слаба со вежбање, морам да признам, меѓутоа јас сум човек што многу пешачи. Редовно се движам, јас не сум некој што седи и лежи, цел време сум активна. Грешка е што не вежбам, но меѓутоа ете, како викам, од понеделник ќе почнам. Меѓутоа битно движењето ми е редовно со години веќе. Значи да свата дека не може преку ноќ. Сега јас сакам да имам мускули. Јас треба сигурно 3-4 месеци со личен тренер да вежбам во теретана, со лице кое што е стручно, да ми каже како треба, но меѓутоа напоредно... И кој тип на вежби така, И напоредно мора храната. Мора телото да се хидрира, може би е доsadно, нон-стоп сите го спомнуваме, сите нутриционисти, но меѓутоа главно нешто и основно, овошјето, свежата храна, свежиот зеленчук, водата како напиток, да бидат присутни секој ден 70% во текот на денот. Затоа што без нив ти може да вежбаш, секакви додатоци, се и свашта се пие без да се размислува, без да се консултира со стручно лице и за вежбање, и стручно лице и за исхрана. Дали ја смеам тоа и тоа? Може би некој не смее да јаде зелка. Ако има гастрит, јас нема да знам, ќе му кажам, тука е грешка. Истото и за вежбањето. Меѓусебно се пренесуваат искуства без да консултираат стручно лице. И тоа е многу опасно. Еден ќе каже тоа и сите по него. Не смееш, секој организам индивидуа сама за себе. Не смееме да прават, поготово младите, такви фатални грешки. Значи, за мускулна маса, прво место би кажала јајцето од препелица, како енергија. Протеин, најздрав протеин. Во смути, што рековме да може. Може некој така да ги пие во смути. Значи, луѓе кои што вежбаат, убаво е да се пие козја сурутка. Втор здрав, квалитетен протеин се продава во сите маркети. Козја сурутка. Има некој дома што ја прави, меѓутоа има и во шишенца, се продава по маркетите. Исто така и таа да се пие 2 пати во денот, разредено со вода. Значи, козјата сурутка, јајцата, алгите, спирулина, хлорела, алфа-алги, зелената пченица, која што може секаде во сите аптеки да се најде, во сите маркети да се најде. Сите тие производи, продукти кои што даваат биоенергија, е дефинитивно, биогена енергија, дефинитивно тоа што треба сите млади да го користат, како и возрастните. Значи, без тие работи, секако и вежбањето. Значи, вежбање и исхрана е заедно сплотени во едно и така ќе успееме. Но меѓутоа не може преку ноќ. Имам членови кои што сакаат за еден месец колку јас ќе ослабам. Не можам јас да ти кажам, тоа е твојот организам, може за еден месец 2-3 килца. Ама ти не можеш да очекуваш за месец и пол да симнеш и 30 кила.
Ја можам да ти кажам како. Тоа не е здраво. Не е здраво, тоа е многу опасно што младите и покрај вежбањето што идат на ригорозно, на тегови, на се, не сум стручна за вежбање, но меѓутоа како што слушам, тоа е многу опасно за здравјето. Па колапс, па им се врти во главата, биоритмот се нарушува, столицата случува обстипација. Значи ке многу девојчиња од преоптеретување, коса паѓа, циклус немаат. Значи многу лоши нуспојави има од префорсирање. Јас сакам вака да изгледам како што гледаме по социјалните мрежи. Не можеш така. Значи минимум 6 недели треба за исхрана, кажувам сега, за телото да почне да се прилагодува и клетка да почне да се регенерира, да се возобновува. А потоа континуитет, нели се Малку по малку, да. Има луѓе кои што месец, година 2-3 идат. Значи едноставно да здраво да се хранат, а симнале таа година 2 по 30, 40, 50 кила. Меѓутоа зависно колку слушаш, колку внесуваш тоа што треба, дали редовно вежбаш со тренерот, дали слушаш сите негови, една грешка на вежби да направиш, ти си направил грешка и не можеш да стигнеш тоа за 3-4 месеци. Значи ни со вежбање, ни со исхрана не може преку ноќ. Нема волшебно стапче. И мора консултација со стручно лице, не овој кажал, тој кажал, зашто тука се прават фатални грешки и со секакви суплементи што за жал родителите не знаат што нивните деца пијат или што нивните деца јадат, или на кој начин вежбаат или дали се форсираат. И после тука многу лошо се случува, за жал, се повеќе девојчињата циклусот им е изгубен, па со тек на години се случува неплодност, се заради сите тие и исхрана и вежбањето, се тоа што прават лошо и погрешно, целиот организам ми се преоптеретува со се и свашто не знае кој сигнал ти му го даваш, дали ова да е, дали тоа да е, вака да вежба, така да вежба, значи мора сево да се има ред и дисциплина. Така, исто подеднакво верувам дека е опасно и прегладнувањето, оние брзи ефекти, нели да се намали тежината, а потоа може да донесат пообратно наместо. Точно, да. Да вратат можеби многу побрзо и многу повеќе. Точно, се почесто младите девојчиња или сега што се и повозрастни сакаат преку ноќ, идат на ригорозни начини на слабење, што е многу тешко, што е многу погрешно. Недела 2-3, да, можеш ти да симнеш со нешто што ќе го пиеш или нешто што ќе го јадеш или нема да го јадеш, ама после враќаш нагло. После се случува оној ефект кој што е многу штетен и кој што е многу опасен. Остајте што ќе се вратат килата, крвната слика се нарушува, паѓа имунитетот, паѓа коса, нередовна столица, значи обстипација, се случуваат разни инфекции, гинеколошки проблеми, полицистични јајници кои што за жал најчесто тоа се последица не од вчера денес, тие се што многу поодамна кога се добива првиот циклус кај девојката, во подоцнешни години се случуваат тие полицистични јајници, таа неплодност, тој паднат имунитет, се од тоа што се правило ригорозни начини на слабење, секакви со па многу кила синото, па многу кила вратено и тука веќе телото не знае што да прави. Тоа е многу опасно и кај возрастните мажи, зашто се почесто е неплодност. Највеќе 80% е заради храната. Мислам дека многу доктори би се сложиле со мене за се почесто оваа неплодност. Значи луѓе кои што почнуваат со начин на исхрана, со редовно вежбање, менува стил на живење, се чудат како може да останат бремена жената после толку години борба, а лекот е што во здравиот начин на живот. Вежбањето и исхраната дефинитивно е тоа кое што го враќа телото во нормала. Значи, имаш ти некој проблем, твоето тело не е спремно. Како јас кажам, на гладно, ако изедеш јаболко, те копа желудник, значи твојот желудник е болен, ти дава знак. Самото тело ни праќа сигнали дека нешто не е во ред со него. Ние сето тоа го потиснуваме, како викате ви, од утре, од понеделник, тоа се собира и после доаѓаат многу видови на заболувања кои за жал не се сите генетски. И јас тврдам дека сите болести не се генетски, се што се случува. Да не кажам сите тие, да не навлагам во тема психолошки проблеми, анксиозност, ето тоа кај младите. Тоа е едноставно една збунка кој што леле сакам да ослабам да имам тело и све и свашта меша. Све јаде, све пие, се овој кажал, тој кажал и тука се случува хаос. Тука многу младите грешат. Значи обавезно консултирање и со родител прво, па со стручно лице и за вежбање и за исхрана, за да не се прават заблуди, а младиве више не знаат кој крај да го фатат, што сакат се брзо да постигнат. Не може преку ноќ ни познат не можеш да станеш. Ни не можеш авион да станеш. Инстант не може да, не си носи своји ризици. И книга не можеш преку ноќ да напишеш.
Така. Дефинитивно. Оваа книга секако е плод на многу работа. Реков ќе ја прочитам со задоволство и верувам дека ќе почнеме веа, нема ќе биде тој некој понеделник, ама многу брзо. Ќе ти помогнам јас, да, секако. Интересни еве намази и благи и солени, нешто што можеме да го подготвиме, само да имаме желба. Сигурно не ја споменавме, меѓутоа многу важна е и рибата, користење нели во рибата дневното на прво мени. место. Така. После би оставила месото и се друго останало, значи рибата, омега 3, дефинитивно. Јас искрено не сум љубител на риба, но гледам бар во месецот еднаш до 2 пати. Ослич најчесто јадам, да си ја приготвам, да си ја испечам, затоа што знам колку е потребна рибата. Оние кои што стварно не сакаат риба, има рибино масло, има ленено масло каде што има омега 3, ленено семе. Значи дефинитивно треба да се внимава сето тоа што ни е потребно на нас, ние да го внесуваме. А не да бидеме само на брза храна. Све, да немам време Све да во готвам. брзање, така, Секој има време да готви. брз век, меѓутоа треба малку да се опреме, а сами. Да. Тоа секако од нас најмногу зависи. Така ни одговара, да се извадиме, немам време јас да се сечкам овоше, немам време на детето да му направам сендвич за школа. Моите деца идеат и двете во градинка. Прва нешто основно јадат овоше, пијат вода, па одат во градинка. Они плачат. Не сакам нима да јадеш или казна. И до ден денеска еве 6,5 и 3,5. Они јадат овоше од собеле, пијат вода. Навиките од мали нозе така секогаш се создаваат. Бебиња кога почна со броколи, со морковче, со јаболче. Нешто ќе плјукне, нешто нели има одредено што како да се јаде. Све сум дала. Па еве ги сега, фала Богу, живи здрави. Да. Бојка, навистина благодарам што беше денеска заедно со нас. Верувам дека голем број од овие совети нашите гледачи ќе ги прифатат и ќе ги применат, односно сите треба да почнеме да ги применуваме. Ти имаш многу добар пример, да речам база, една од нашите најдобри нутриционисти Цвета Динева е, верувам, твоја поддршка. Така, да. И голем поздрав секако до неа. Таа е одличен и човек, и не само нутриционист, професионалец во своето поле, туку и одлична личност која што знае на многу едноставен начин да мотивира, да го пренесе своето искуство. И чести задоволство ми беше што беше денеска заедно со нас и верувам дека ќе имаме уште следни прилики да поразговараме на овие многу значајни теми, можам да кажам, за сите граѓани, затоа што, како што спомена, колку здраво се храниме, толку може и да очекуваме телото да ни врати. Точно. Благодарам и на вас на поканата и да кажам за сите гледачи, значи не е тоа јас да бидам витка и згодна, јас да бидам здрава, потоа да бидам витка и згодна, затоа што за жал гојазноста е се повеќе и повеќе присутна и кај малите, кај возрастните луѓе, а тоа е многу опасно. Но прво и основно ќе си ставам во глава, сакам да бидам здрава, полна со енергија, полна со живот, за се можам да си вршам обврски во текот на денот, потоа да бидам згодна, да имам мускули, да имам стомачни и сето тоа. Сме живи и здрави и уште еднаш благодарам на поканата и да пиете многу вода. Така, благодарам многу. Правиме уште една кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете на истава фреквенција.